Жителот на Алтадена, Фред ван дер Линде, оди низ пепелта каде што порано била неговата куќа, додека бара статуета што ја подарил на својата сопруга пред 30 години. Кога шумските пожари првпат ја зафатија оваа област на 7 јануари, Фред вели дека направил се што можел за да го спаси својот дом. I was here till 3:45 in the morning. Бев тука до 3:45 часот наутро со моето црево за вадење, обидувајќи се да ги исказнам жаровите. Тогаш сите мои палми беа зафатени, имаше ветер неверојатно 50 до 60 мили на час. Тогаш немаше шанси да се борам со него. Пожарот Итон уништил околу 5700 хектари, што резултираше со 17 смртни случаи и загуба на над 9000 објекти во и околу Алтадена. Бројни тужби има против снабдувачот со електрична енергија во регионот. Локалните жители направија слики и видеа од пожар, почнувајќи во близина на електрични столбови во планините. Друго видео на бензинска пумпа во Алтадена покажува искри од далноводи пред дрво да се запали. Дејвид Ајзенхауер е портпарол на компанијата за електрична енергија. We are fully cooperating with investigators. Целосно соработуваме со истражителите, посветени сме на темелен, транспарентен процес. Видеото бара многу внимателна анализа, би било прерано да се шпекулира за него пред да биде анализирано од експерти. Шумските пожари се чести во Калифорнија. Државните власти регистрирале над 8000 пожари само минатата година. Но експертите, како Стефани Пинсел, велат дека луѓето ги предизвикуваат најголем број од шумските пожари во Калифорнија, а не суша или силни ветрови. Either they're throwing a cigarette out the window. Или фрлаат цигара низ прозорец, или немаат добар прекинувач на искри на нивната косилка, или пак имаат проблем со далновод. Тие прават скара, палат огномет. Повеќето шумски пожари во Калифорнија се предизвикани од човек. Иако е тешко да се реши човечкиот проблем, едно очигледно решение што Фред го посочува е да ги стави далноводите под земја. Пинсел вели дека логистиката и парите го прават тоа исклучително тешко. A power line that extends over very, very flammable. Далновод што се протега на многу запалива област и на многу нерамен терен би бил премногу скап за подземја. Мора да одите нагоре и надолу по многу стрмни планини, тоа би чинело милиарди долари. Но ако се утврди дека опремата на Едисон е одговорна, а истрагата ќе потрае многу месеци, ќе бидат потребни милиарди долари за компанијата да ги покрие штетите од некои од најразорните шумски пожари во историјата на САД, во кои загинаа 29 луѓе.